МВР пред колапс, 1000 полицајци на неплатен одмор, уште 4000 бараат. Околу 1000 редовно вработени полицајци во МВР моментално се на неплатен одмор, уште 4000 го побарали истото и чекаат одговор од надлежните, дознава Нетпрес од извори во ова министерство. Нашите информации велат дека најголем дел од нив ја користат законската можност да земат неплатен одмор и заминуваат да работат во агенции за обезбедување во Германија, Австрија, Велика Британија или во некоја од скандинавските земји, а добар дел од нив и за секојаш заминуваат од земјава заедно со семејствата. Лага или вистина? Дали ја прочитавте оваа вест на интернет или на социјалните медиуми? Да, ја прочитав веста. Уште од самиот почеток изгледаше како лажна вест. Да, ја прочитав веста на медиумите, ја видов на интернет порталите, најчесто беше таму објавена, па речиси од сите интернет портали. Да, јас можам да кажам дека секојдневно ги читам македонските портали и ова вест ја прочитав преку социјалните мрежи. Дали поверувавте дека 1000 полицајци може да се на неплатен одмор? Секако дека не. Во суштина редовно се информирам од медиуми во кои што верувам и сметам дека изворот е многу важен. Не. Значи, во таа смисла ми беше неверојатно да толков голем број на полицајци да заминат на неплатен одмор, бидејќи не знам и бројот на полицајци во Република Македонија ако се од околу 10.000 и ми беше неверојатна таквата вест. Искрено кажано, темата мислам ме навлече за да отворам да прочитам, ама после некој време сватив дека се работи за една лажна вест. Што предизвикува оваа вест кај вас како граѓанин? Конкретно оваа вест дефинитивно изгледаше од старт како лажна вест, меѓутоа живееме во ера во која што дефинитивно лажните вести ги надмашуваат, односно жолтиот печат се бори условно кажано со регуларниот печат, така да често знае да предизвика вознемиреност кај граѓаните. Понекогаш некои наивни медиуми условно кажано наседнуваат на ефектот фейк ньюс и стигнуваат таквите вести до поголеми медиумски куки каде што предизвикуваат еден вид на сноубол ефект, така да нешто што е неважно, дезинформирано или фабрикувано, го предизвикува вниманието на поголема група на читатели, со тоа го зголемува рейтингот кај компаниите и читаноста и кога се во прашање пари, секако дека играта станува многу поголема. Па, може да се каже дека би предизвикала некаква несигурност или слично, меѓутоа во ниеден момент не поверува во истата, така да немаше некои големи влијанија према мене. Па, што знам да ви кажам најискрено, па прво почнав како дезориентираност, па потоа увидов дека како може еден таков медиум да напише за таква една институција за која се работи за МВР, што значи дека тоа е столбот на нашата држава. Имаше лавина реакции на социјалните медиуми дека МВР е пред колапс. Не знам што да ви кажам конкретно, значи ви кажав дека како личност и како административен службеник не така лесно наседнувам на ваков жолт печат, меѓутоа секако дека би се создала некоја фама која што може да има, ево да речам, мене тоа ми изгледа како едно метастазирано ткиво, малтене. Па да, имаше такви вести, меѓутоа тие се невистинити, воопшто нема никаква вистина во нив. Дека е МВР пред колапс, тоа е цел еден систем на нашата држава, што е многу неверојатно. Да, прочитав и такви теми, но се уште веќе граѓаните се поедуцирани и можат да сватат и да разликуваат за точна или за лажна вест. Дали може би ја споделивте оваа вест на социјалните мрежи или дали ја видовте кај некој пријател да е споделена? Не ја споделив, меѓутоа ја видов и токму тоа го потврдува овој мој факт дека може би тезата 10 пати кажана лага постанува вистина, сепак е еден вид на точна во денешно време. Не, јас лично не ја споделив, меѓутоа точно ја видов кај
повеќе мои пријатели споделена оваа вест. Јас искрено кажано не ја споделив и видов дека во мал број пријатели дека имаат споделено таа вест. Дали ја коментиравте оваа вест со вашите пријатели? Конкретно оваа вест не, меѓутоа сум коментирала лажна вест и токму тоа ви кажувам, на денешно време се повеќе и повеќе се става внимание повеќе на вести од типот на Баба Рада во споредба со коментари на специјалисти, доктори. Ево, например, кога е здравството во прашање. Сето тоа е еден вид на феномен кој што се појавува заради токму ради искривени ставови, верувања кои што се поттикнати дали од центри на моќ, дали од политички партии, за добивање на ситни политички поени. И во тоа фактички се состои суштината на некоригирањето на таквите вести, на борбата против нив. Со некои пријатели што ги имам кои работат во полиција, да кажам, како полициски службеници, и разговаравме со нив и мислам и тие ми кажаа дека тоа не е вистина и тоа не може да се случи во МВР. Не, обично и не коментирам вакви и така да и моите пријатели не би коментирали. Имаше и од типот прашања дали виде, дали прочита, но со тоа што веста е лажна и дека не е докажана, затоа не продолживме понатаму. Медиумска писменост е способност за критичко и аналитичко восприемање на информациите. Медиумската писменост подразбира внимателно читање, гледање, разбирање и анализа на содржината на информацијата. Медиумите те информираат, едуцираат и забавуваат. Се што стигнува до тебе како текст, слика, звук, се е тоа медиумска порака. Тие се тука за да те моделираат тебе, твоето размислување и однесување. Се што гледаш, читаш, слушаш на медиумите не е апсолутна вистина. Медиумите креираат содржини за да бидат погледани, послушани, почитани или поради други интереси креираат манипулативна стварност. Биди фраер, не наседнувај на скроена реалност. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш прочитај повеќе, побарај повеќе информации, информирај се од повеќе извори, провери дали веста содржи став и изјава од сите инволвирани страни, провери ги фактите. Вие од каде се информирате? Преку кој медиум? Интернет, ТВ, радио или весник? Во главно времето не ми дозволува премногу да посветам внимание на информирање, меѓутоа генерално информациите ги добивам од проверени интернет портали или од официјални вести. Па најчесто преку телевизиските медиуми, меѓутоа неизбежно на интернет порталите, особено преку Facebook. Од сите помалце, ако треба да рангирам, најпрво интернет, телевизија, радио, па весници. Што најмногу ве интересира? Политика, економија, мода, музика, спорт или култура? Нема да ви излажам ако кажам дека модните вести ме интересираат, меѓутоа секако, како административен службеник, сакам да сум во тек и со економските збиднувања, со политичката ситуација и така натака. Па, од сите области кои ги наведовте, меѓутоа можда малку повеќе политика и култура на некој начин, тие можам да ги издвојам. И од тука можам да кажам дека од све помалце ме интересира. Во која област има најмногу лажни вести? Јас мислам дека политиката сепак го достигнува пикот кога станува збор за фабрикување на вести. Па несомнено тоа е политиката. Тука неизбежни се лажните вести. Може да се каже дека и во економијата, особено протекуваат такви некои информации. Најмногу во економска и политичка конотација, а можам да кажам и во шоу бизнисот. На кои медиуми најмногу верувате и зошто? На оние кои што завршуваат на gov.mk. Па не можам генерално да издвојам некои медиуми на кои најмногу им верувам или на медиуми кои најмногу прикажуваат лажни вести. Би кажал дека сите споделуваат и вистините и невистините вести. Па сега не би сакал да рангирам и не конкретно, но верувам во медиуми кои се со традиција.
а имаат медиумска подкрепеност, значи се знае управителот, новинарите, соработниците и така натаму. Има ли објективни медиуми кои денеска достоинствено се извршуваат својата професија? Секако дека има. Тоа е изворот од кој што јас се информирам и тоа е изворот на кој што му верувам и му предочувам на сите кои што наседнуваат на ваквите вести, едноставно да ги проверат информациите, затоа што како што и претходно ви кажав, нешто малтене неважно, дезинформирано, фабрикувано, но со сензационален наслов, предизвикува после лавина на реакции кои што одат во многу непосакувана насока. Да, сметам дека има такви. Меѓутоа и некои од нив одредени вести може да се најдат и на нивните и на портали, па дури во телевизиските медиуми можеме да исретнеме. Има за среќа, знам дека се малку, но ги има и во Охрид и во нашата земја. Дали ги проверувате информациите или ги земате здраво за готово? Никогаш не земам информација здраво за готово, секогаш проверувам минимум 2 пати. Често пати ги проверувам, некогаш да, ги земам здраво за готово. Меѓутоа повеќе пати знам и да ги проверам дали е навистина така. Па обично ги проверам ако ме заинтересира нешто. Читам, слушам, гледам и други медиуми, па према тоа носам одлука и дали е точна или лажна вест. Како ги проверувате информациите? Од извор кој што ми е верен, едноставно кажано. Па отворам во зависи од која област станува збор, преку интернет вршам проверка на тие информации дали се вистините или не се, особено некои странски медиуми. Ги гледам ги читам и од другите медиуми, земам значи од повеќе медиуми и сето тоа го дефинирам. Ви се случило ли да поверувате, искоментирате или споделете некоја лажна вест, мислејќи дека е вистинита? Ми се случило да поверувам, многу кратко да речам време, се додека не се уверам дека станува збор за фейк ньюс. Па да, ми се има случајно таква ситуација. Не сум споделил, меѓутоа сум коментирал. Па не памтам, можеби се случило еднаш или 2 пати, но обично не споделувам такви вести. Сте биле ли доведени во заблуда? Може да се каже дека тоа било неколку секунди во прашање. Сум бил доведен во заблуда. Меѓутоа, после одредено време сум осогледал дека тоа не е точно. А можеби да. Сте се почувствувале ли излажани, изманипулирани, вознемирени? И дали може да ни кажете која е таа лажна вест или полувистина што ве вознемирила? Секогаш кога зборуваме за лажна вест, се поистоветувам како родител и го земам за пример целата таа фама и дискусија која што настана со квалитетот на вакцините, пример. И сум во голема дилема на која вест можете да ја верувате. Во тој дел сум се почувствувала како родител вознемирена или изманипулирана не, меѓутоа вознемирена од моментот дали треба да се постапи за или против. Во секој случај се трудам да ги земам во предвид сите релевантни факти кои што се важни на темата и согласно нив да постапам. Значи, пак ќе напоменам, вознемиреноста или интригантноста да бидете уфатени во мрежата на фейк ньюс постои, меѓутоа тоа е краткотрајно. Може да се каже дека на некој начин изманипулиран и ставен во заблуда, некоја особена вест, не знам, не би можел да издвојам, меѓутоа може да се каже за како најактуелно за дивоградбите во Охрид, бидејќи се споделува некоја информација од 1000 дивоградби, а неточно се наведува какви се тие дивоградби, па кај луѓето се создава една слика дека постојат 1000 и не знам таму и 100 објекти, меѓутоа тоа е невистина и особено таа вест ми е така знае да ме изреволтира, да кажам. Можам да кажам дека да одвојам некоја тема точно не, но сето тоа веќе знаејќи дека има голем дел медиуми, ќе спомнам во наводници медиуми, кои што со некои наслови сакаат да бомбардираат со лајкови или со некоја
мини популаризација, така да мислам дека... Што мислите? Кој најчесто ги пласира лажните вести и зошто? Лажните вести во денешно време може да се сватат од мој аспект, ова ќе го одговорам, како аз во рака на политичарите, на оние кои што имаат моќ да креираат јавно мислење и на денешно време една алатка која што се злоупотребува за многу поголеми цели од она што нас ни е во видик. Па најчесто политичарите, политичките партии, особено тие, и можеби одредени медиуми за нивна поголема читаност или гледаност, одредена вест ја извртуваат или ја испраќаат како лажа. Ако кажам веќе лажните вести сега во нашата земја се пласираат најпоќе пред избори, или веќе ако некоја тема знаеме дека е решена, не е решена и изливува на површина, тогаш... Тешко ли е денес да се направи дистинкција или разлика меѓу вистинските и лажните вести? Би можела да кажам дека се прави дистинкција, но некогаш толку фабрикуваното се здоближува до реалното, што сметам дека е една солидна алатка за креирање на јавното мислење и затоа кажав уште на почетокот дека жолтиот печат е во едноставно борба со легитимниот печат и кога вие ќе стигнете до мас медиумите, кога ќе стигнете до моментот да една широка маса на луѓе е вклучена во самата глобална измама, едноставно да кажеме, работите веќе не се наивни. Па би рекол дека не е баш тешко да се направи дистинкција, меѓутоа секако секоја вест е добро да се прочита и провери пред да се поверува. Можам да кажам дека за мене не е тешко да се направи разлика. Што мислите за воведување на предмет медиумска писменост во образованието? Сметам дека како предмет цел можеби не е до толку неопходно, меѓутоа една добра тема и то од мали нозе, од каде што децата ќе можат да се научат што е добро, од каде да ги црпат информациите, а од каде не, може да се воведе. Најсоодветно можеби би било средношколската возраст, кога веќе средношколците знаеме дека се поактивни кон социјалните мрежи, па се и се што се поделува по Twitter, Facebook, Instagram и ние знаеме дека алгоритмите кои што ги користат социјалните мрежи и те како дигитализацијата го овозможува растот и ширењето на овие лажни вести. Тоа е одлична идеја и тоа можеби требаше и одамна да се направи. Па сметам дека во догледно време и ќе го имаме и тоа, па се надевам. Па секако, тоа е добра идеја, само треба добро да се канализира за да после да не се банализира. Значи тоа треба да се направи со искусни луѓе, со работници и професионалци. Би сакале ли вие повеќе да се запознаете со оваа област? Би сакала да се запознам повеќе со оваа област, до толку што кога на мејнстрим медиумите им е важна и кога креаторите на глобалното мислење веќе успеваат цела маса на луѓе да ја одвлечат кон фейк ньюс и со тоа да заработат дали ситни политички поени, дали тоа ќе биде исходот победа, ако станува збор за политички ривали, дали тоа ќе биде продажба на некој производ кој што не ги поседува квалитетите кои што ги има, а со тој начин на малте не кажано измама изнудува, значи купувачи, или во најмала рака самиот медиум профитира од тоа што со самиот пласман на таквата вест, која што е атрактивна, од друга страна, се подигнува рейтингот на читање. А знаете од економијата дека подигнување на рейтинг на читаност има врска со зголемување на приходи, генерира приходи и веднаш тој печат од едно дно, да речам, се крева на многу повисоко ниво. Да, би сакал, лично би сакал, бидејќи ова е интересна и е тема од глобално значење, како и за општо во светот, така и за кај нас во Македонија. Да, сигурно сам. Лажна вест или фейк ньюс?
е неточно или лажно информирање. Вест која содржи невистинити податоци, настани или изјави комбинирани со факти за да се создаде впечаток на вистинитост, што се пласира со штетна намера или за да привлече големо внимание во јавноста. Лажната вест се шири многу брзо преку социјалните мрежи и порталите. Понекогаш на лажни вести наседнуваат и ги пренесуваат и професионални медиуми. Лажните вести имаат за цел преку дезинформации да манипулираат со граѓаните и затоа се штетни за демократијата. Биди фраер, мисли со своја глава. Секогаш провери го изворот што ја објавува или споделува информацијата, авторот, полно име и презиме, назив или линк до медиумот од каде што е преземена, фотографиите и видеата со кои е пропратен текстот, датумот на веста. И општинската администрација е многу свесна за огромниот број на лажни вести кои што денес ги има во медиумите. Во новинарството нема простор за лаги, за полувистини и за манипулации. Новинарите се должни непристрасно и објективно да информираат, но во овој медиумски хаос денес, за жал има огромен број на лажни вести. Затоа не верувајте, секогаш проверувајте ги информациите од повеќе извори.